ЛГБТИ плюс заедницата беше една од главните таргети на омраза и екстремизам во САД во 2023 година, се вели во неодамнешниот извештај од страна на Јужниот центар за правна заштита на сиромашни. Истражувачите велат дека реториката со омраза и антивладини теории на заговор исто така негативно влијаеле врз имигрантите, обоените луѓе и малцинските верски заедници. И екстремистите, оние кои се противат на инклузивната демократија, ја поминаа минатата година легитимизирајќи го бунтот, прикажувајќи омразата како доблесна, трансформирајќи ги теориите на заговор во мејнстрим наративи. Сите тие се во подготовка, би рекол, за еден од најзначајните избори во нашата историја. Вкупно 835 антивладини групи биле активни минатата година, додека претходната година имало 702. Извештајот покажува дека бројот на активни групи на омраза во САД се искачил на 595 минатата година од 523 претходната година. Крајвенс вели дека групите имаат политичка специфична цел. Да се ограничи плурализмот, значи да се ограничи учеството. Тоа е да се ограничи самата демократија. Американскиот председател Џо Бајден се представува како единствена остварлива опција на председателските избори во ноември, за да се запре реториката исполнета со омраза. Нема да дозволам Доналд Трамп да ја претвори Америка во место кое не верува во честност, пристойност, не ги третира луѓето со почит. Ќе бидам проклет ако му дозволам на Трамп да ја претвори Америка во место исполнето со гнев, незадоволство и омраз. Доналд Трамп, републиканскиот председателски кандидат, предизвика дебата кога како председател ги обвини двете страни за насилни судири на митинг на белите националисти во 2017-та во Шарлсвил, Вирџинија, кој избувна меѓу демонстрантите и контрадемонстрантите. За време на демонстрациите, бел националист намерно влета со својот автомобил во толпа контрадемонстранти, при што уби една жена и рани повеќе од 30 луѓе. Тогашниот председател Трамп се осврна на насилството, нарекувајќи го еклатантен приказ на омраза, фанатизам и насилство многу страни. Трамп застана на страната на групите за забрана на книги, како што е Мајки за слобода, кои Јужниот центар за правна заштита на сиромашните повторно ги наведе во 2023 како антивладина екстремистичка група, што се спротивставува на инклузивното образование. Радикалната левица дури ги клевети Мајки за слобода за така наречена група на омраза. Можете ли да замислите група на омраза Мајки за слобода? Мајки за слобода го одбија барањето за интервју на Гласот на Америка. Експертите велат дека кандидатите мора да бидат внимателни со нивната реторика за да го смират секој потенцијал за насилство пред општите избори во ноември. Бајден да продолжи да биде присутен и да зборува за мирот, но и за важноста на гласањето воопшто. Во однос на поранешниот председател Трамп, тој е во неизгодно место, бидејќи тој сигурно добива поголема поддршка кога користи екстремистички јазик. Но како резултат на тоа, тој исто така ги маргинализира популациите што би можеле да гласаат. Ротшилд исто така им предлага на гласачите да внимаваат на теориите на заговор на мејнстрим и социјалните медиуми, кои може дополнително да ја поттикнат омразата и екстремизмот.